Македонија подолго време е пекол за работниците, а рај за капиталистите. Доколку нема почесто вакви протести, доколку социјалистичките организации и синдикатите не го победат народот за да ги задржи своите права и да ги унапреди, тогаш многу лесно може и законот за работни односи да стане закон за робовладетелски односи. Ова е символичен протест, но од 1 мај до крај треба да се протестира и да се штрајкува до генерален штрајк. За 800 евра си ги покачија платите сите овие позади што седат. За кој труд? За кого? Што добивте ние од тоа? 32 години ги гледаме како исплаќаат дневници, како исплаќаат патни трошоци. А 32 години македонскиот работник нема добиено ништо. 2000 денари покачување на година, 2000 денари покачување на ден. Не е исто. 2500 евра плата и минимална плата не е исто. Легална минимална коштичка од 51.000 денари, па кој може да преживее, кој ги прима тие плати во Македонија? Нема да дозволиме во 21 век, после 150 години, македонскиот работник да го враќаат во 19 век. Дека разберат сите овие представници на власта, така наречена, дека нема да дозволиме преку грбот на македонскиот работник, како што беше во овие изминати 30 години, да дозволиме во наредниот период целата младина да ни оди во странство и верувајте дека денешниот 1 мај е почеток за наредниот период. Не се свесни каков работнички синдикален пекол ги очекува во наредниот период. Заедно сите овде Денес во Македонија имаме и повеќе од причини за протест. Значи се обидуваат да ни наметат 60 часовна работна недела, ефективно се обидуваат да не вратат во феудалистичко време, но ние денес сме тука за да порачаме дека не само што сме против 60 часовна недела, не само што ќе направиме се да ја спречиме 60 часовната работна недела, туку сме тука да поставиме ново барање кое што е отсварливо во овој денешен контекст, барање за 30 часовна работна недела, односно 6 сати работен ден. Продуктивноста на трудот денес е многу поголема од пред 100 години, така да се исполнети сите услови. Тоа беше се во ова издание на Свести. Првомајскиот протест завршено, борбата продолжува се до пат на капиталот.